И со две наши големи музички надежи го завршуваме денешното издание. Многу тазе награди имаме во нашето студио. Завчера се заработени. Тука се со нас Јана Димитровска и Ива Моловска, добитнички на прва и на втора награда на големиот музички надпревар, наречен Светска асоциација на фестивалите или World Association of Festivals Award, така нели? На кој што вие имавте прилика да настапувате во многу силна конкуренција и да освоите вакви две вредни награди. Прва и втора се тука некаде, би рекла, идентични, но гордоста е наша за тоа што сте наши македонки и настапивте на едно вакво големо музичко надпреварување, каде што сум сигурна дека има што да се сподели. Еве Јана прва ќе ја прашам. Јана, како се чувствувавте таму? Неделата беше денот Д, што би се рекло, нели? Да. Па не беше многу страшно, задоволна сум, организацијата беше супер. За прв надпревар беше многу добро. Како за прв пат? Да. Поминавме одлично. Одлично. Да. Импресиите сигурно допрва ќе ги вака процесуирате и допрва ќе ви слегнуваат за да можете да си најдете можеби по некоја забелешка, па за последниот надпревар да ги земеме во предвид сите работи. Дали и за Ива беше ова прво искуство? Да. Да? Да. Вие сте двете седмоодделенки, така, нели? Учите во која школа, Ива? Во Димо Хаџидимов. Во Димо Хаџидимов, кој е расадник за музички таленти. Па, да, таму навистина се да, случуваат има. со години, се случуваат многу убави работи на музички план, вашите приредби, вашите представувања, кога се бира најдобро училиште во Карпош, се секогаш нешто спектакуларни и секогаш ми оставале многу силен впечаток, така? Колку сте задоволни со тоа што Ива имате еден час музичко во неделата? Дали ви е доволен или ви недостига? Па, може да има уште еден, мислам дека... Минимум уште еден да има. Ама, да, мислам дека недостига, бидејќи не... Еден кон еден. Да. Ако се погоди празник, ако се погоди Да. нешто друго, 2-3 недели немаме час по музичко, а ако немаме час по музичко, нема живот. Јас барем така беше за мене во моето детство, а и денеска кога сум големо дете исто така. Ако нема час по музичко, денот како да не биднал, нели? Ама тој недостиг на часови по музичко, вие го надополнувате земајки часови кај најдобрата кај нас Андријана Јаневска, нашата поп дива, која што навистина направи големо поместување на нештата, барем за вас кои што сте талентите за пеење, и ве испраќа на вакви големи надпревари каде што заработувате големи награди. Како се дојдовте во контакт со Андријана? Јас првично почнав да свирам пијано и дојдов, прво она почна да пее, јас кога дознав, почнав пред 3 години, почнав да пеам и ме виде дека имам талент и ти рече, пијаното, свири си го, никој не ти го зема пијаното, арно, ама и пеењето ќе биде нешто по кое треба да те препознаваат, сигурна сум, така, нели? Да. Колку песни досега имате сработено? Па многу, не ги знам на број, премногу се. Ама по она што приметив додека ги слушав видеата кои ги направиле вашите родители од публика, и однапред ќе кажам дека не се професионални видеата, туку се снимени аматерски со телефон, но за да се овековечи моментот, навистина е убав спомен и верувам дека малку подоцна и ќе ги видиме. Ако ни дозволи времето, ти предпочиташ тешки песни. Па сум имала... Кој ти е, да речеме, урнекот, кој ти е омилен женски вокал? Па би рекла Sabrina Carpenter. Така? И сакаш бавни песни, каде што може гласот да излезе на површина, каде што можеш да направиш градација, фраза една убава да изградиш. Да, браво. Секоја чест јас ќе ве пратам, ќе ве следам, бидејќи се што излегло од класата на Андријана не е случајно, таму си има многу работа и таму има многу таленти кои што си го чекаат своето вистинско време, а вистинското време Ива допрва доаѓа и за вас. Каква беше твојата песна и дали заедно ја биравте со Андријана? Не, јас сама ја одбрав песната и Андријана ме советуваше
нели каде треба да поправам, да вежбам највеќе. И секогаш ни дава совети за песни ако не можеме да се снајдеме ние да си најдеме песна. Слушаш ли многу музика во слободното време? Да. Што тебе најмногу те фасцинира на часовите кај Андријана? Што работите таму? Таму како многу е... Имате и солфеш часови, Да. имате и за музичка писменост, имате и за музичка интерпретација, гледаме и слики, види вака како холивудски ве пречекале во лимузини, ве земале, па ви направиле прекрасна фотосесија. Ова се делови од настапот каде што сум сигурна дека блескавте на сцената и ја почувствувавте како ваша природна средина, нели? Да. Убаво вие кога сте на сцена, Ива? Да, многу. Јана? Да. Да. Ама за жал тие минутите додека пееме кратко траат. 3 минути и толку поминува. Да. Со тремата како се боревме, Ива? Јас немав голема трема, бидејќи никогаш вака немам трема кога сум на сцена, убаво ми е. Колку категории имаше? 4. 4 или 5 беа. 4, значи многу учесници на Да, фестивалот. имаше. Од каде? Сите беа од Македонија? Не, од различни цела држави. Европа. Од цела Европа. Се запознавте ли со некои другарчиња, разменивте ли некакви искуства, контакти? С контакти не, ама се запознавме со 2 нови од Да. други држави. И што беше вашата оценка, од кои земји, да речеме, можеби има некои спектакуларни други настапи? Па би рекла јас за мене Хрватска. Хрватска? Да. На кој Од јазик Хрватска. пеа хрватите? Сите слично, различно, различно на се, англиски, имаше Да. на хрватски. На секој на својот јазик, не? Да. Имаше и на англиски. Еве кратко ние можеби да ни даде режијата и малку тон да ја видиме Јана, ова е на Јана изведбата и да ја чуеме малце како зазвучала Јана во овој тешко на матрица да се испее нешто со драматургија. Значи ова е дел од цртаниот филм. Да, има и Ариел, така, глумење, нели? да. Има и глума, има и Пеење. моменти каде што има и застанување, каде што треба и нешто и да се изрецитира и да се одглуми, ама и да се отпее. Кој е најдобриот совет кој што го имаш добиено од Андријана? Да останам смирена, да бидам своја, да не гледам на сега, да се сконцентрирам, да гледам во една точка и да не мислам на друго, само на песната и Дека ја мислам искористиш дека- тие 3 минути Да, најдобро, најдобро да како за успеам. Оскар, нели? Да. Тоа да бидат твоите минути. И Ива сигурно има на оваа тема што да Да. сподели. Ти требаше ли и тебе малку поддршка на овој начин, бидејќи пеењето во просторија кога се работи, нели школски е една работа или пеењето дома кога пееме пред родители, пред блиски е многу лесно, ама Да. кога треба на една голема сцена вака да излеземе, сигурно дека ни треба и една друга дополнителна поддршка. Да. Што ти кажа тебе Андријана како совет? Како совет мене ми кажа пред да искочам да си мислам дека више сум ја победила наградата и да одам да ја испеам победувачката песна. Како веќе на крај за Да. аплаузи уште повеќе да се Да. обереш. Помогна ли тоа да ја разбиеме и да ја избркаме Да, тремата? да, многу. Секоја чест, на вистина. И твојата песна е тешка. Ајде да ја зирнеме ние и Ива. Oh, the time has come for my dreams to be heard. They will not be pushed aside and turned into your own. Oh, 'cause you won't listen. Listen. I know
Браво и за Ива, фантастично, феноменално. Штета што е снимката аматерска и штета што мајките ни снимале вака, наместо вака. Значи ги замолувам мајките следен пат кога ќе ве снимаат од публика да ве снимаат вака, landscape, за да биде снимката подобра и за да биде посоодветна за телевизиска употреба, иако ние не преферираме секогаш аматерски снимки, ама се работеше за многу убави награди кои моравме да ги споделиме. Еве уште еднаш да ги видиме и вака официјално со признание дипломите на Јана и на вака да ги видиме двете, на Јана и на Ива. Прва и втора награда на високо престижно музичко остварување, Светската асоциација на фестивали, која што верувам дека и нешто ќе ви донесе оваа награда, овие награди ќе ви донесат и некое учество на некое следно слично вакво надпреварување, така? Да, па би требало наредна година да имаме оваф awards, по други се како наградите, и као најдобрите 10 Од тоа надпреварување, да. Ќе одат на нешто повеќе, на нешто уште повеќе ќе ве следиме, ние ве следиме редовно. Се извинувам и се радувам што сте таленти кои си ја знаат својата вредност и не чекаат на случајност, ами си ги одбираат најдобрите за соработка. Колку сте Ива популарни во Димо Хаџидимов? Ви се сменили животот вака малку од како ве има во јавност, од како знаат дека сте со вашиот талент освојувате веќе и своја публика, своји фанови? Па не многу. Не многу? Не. Ве тераат ли да пеете во училиште, на големи одмори, на приредби, на роден дени? Па на музичко многу пееме. Вака на роден ден и на одмори не. Се уште не, ама редно е да си набавите една караоке опрема за на роден дени и да ги изненадите. Знаете колку е убаво кога ќе упаднете без сценарио на некој роден ден, спремни да им отпеете нешто и да ги оставите без зборови. А животот без музика, рековме, што би бил? Грешка. Да, преубаво е навистина што имате ваков талент кој што може да развеселува, да разубавува, да подигнува добро расположение и така натаму. Како се замислуваме себе си во иднина, Јана? Па музиката ќе не прати или музиката ќе не придружува покрај нешто друго? Јас мислам дека не мислам, туку ќе ме придружува. Да. Имаме афинитети и за нешто друго плюс во средно училиште размислуваме каде ќе се запишеме, Ива? Јас мислам во музичко да се запишам. Бидејќи вака друго не ме влече многу, највеќе музиката. И јас така размислував. Така и постапив, иако беше спротивно на она што го посакуваа моите родители, ама јас одлучив музиката да ме прати во мојот живот, веројатно и Јана исто толку размислува, така нели? Па да. Да. Ќе ве следиме, вие сте деца, сега сте на распуст, убаво го трошиме распустот, спиеме доволно? Да. Снегче фативме некаде, Ива, успеавме некаде снегче да пофатиме? Не. Се уште не. Има уште некој ден, може би ќе ни заврне снег, ќе се смилува, ќе ни заврне снег, па ќе ни го разубави, еве вака овој најубавиот период од годината. Јас ви посакувам добро да се одморите, добро да ги наполниме батериите за второто полугодие и да зграбчиме нови хитови, нови песни заедно со Андријана, која што е навистина одличен ментор, наша поп икона која што восхитува со секој незин чекор кој што го прави, а не прави ништо случајно и натокму сте на вистинското место во вистинското време. Ви благодарам што бевте наши утрински гостинки. И благодараме на вас. Нешто можеме да испееме за крај, сакате? Да. Ајде. Да, може. Повелете. Look at this stuff, isn't it neat? Wouldn't you think my collection's complete? Wouldn't you think I'm the girl who has everything? Look at this trove, treasures untold. How many wonders can one cavern hold? Looking around here you think, sure, she's got everything. Браво. Ивче, повели. Listen, the song here in my heart, a melody I start but can't complete. Listen, the sound from deep within,
It's only beginning to find release. Oh, the time has come for my dreams to be heard. They will not be pushed aside and turned into your own. All 'cause you won't listen. Listen. I am alone at a crossroads. I'm not at home in my own home. And I've tried and tried to say what's on my mind. You should have known now. Now I'm done believing you. Браво, браво. И благодарам бескрено што бевте вакви прекрасни ова утро.